Почитувани, владата на Република Македонија продолжува со реализација на своите ветувања за сите категории на граѓани. Во таа насока е одлуката на владата за покачување на пензиите и социјалната помош за 5%, која ќе се реализира од март 2013 година. Во услови на светска економска криза, ваквите мерки говорат за цврстата определба на ВМРО-ДПМН достојно да се грижи за оваа посебна и важна категорија граѓани. Во 2003 година, кога СДСМ беше на власт, најниската пензија изнесуваше 3856 денари, додека истата категорија на пензионери во 2011 година од владата на ВМРО-ДПМН добиваше пензија од 5795 денари. Од 2006 година до сега пензиите се зголемија за 38%, така што просечната пензија во 2006 година изнесуваше 7683 денари, а во 2012 година 10837 денари. Во периодот од 2006 до 2011 имаме очигледно зголемување на сите видови на пензии за околу 3000 денари. Со одлука да се вложува во државни хартии од вредност, дополнително се обезбедува сигурност на пензиските фондови и пензиите на граѓаните. Оврзницата се издава за да се донесе странски капитал од надвор, за да се подобри ликвидноста, односно да се донесат свежи средства во домашната економија. Ова е многу различно од она што го работеше СДСМ и Бранко Црвенковски за периодот на нивното владење, кога или пензиите беа замрзнати, или намалени за 8%, како што беше случајот во 2003 година. Спротивно на ова, во изминатиот период, ВМРО-ДПМН ги зголеми пензиите во просек за 38%, а најниските пензии беа зголемени за 55% во услови кога некои држави извршија замрзнување на пензиите на неколку години. Јасна е разликата помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. Пензионерите лично може да ја почувствуваат разликата на ваквиот однос. Тоа не охрабрува да продолжиме да работиме во интерес на граѓаните, создавајќи подобри услови за живење. Ви благодарам.